Добар ден, драги другарчиња. Јас сум учителката Марија и денеска ќе ви раскажам една убава приказна за патката Паца. Патката Паца има лична фаца, кармин црвен, уста и опашка густа. Паца е, верувајте, чистотница права и за хигиена, еве и совети дава. Глувчето го кара, рибката ја фали. Навики се прават додека сте мали. И така, Паца, заби, уши, раце трие, а поточето неа огледалце ие. И се така, секој ден, од глава до пети, погледнете ја деца, целата свети. А најнакрај, сака ноктите своји да ги украси со ливчиња од неразлични бои. Кутрите цвеќиња да неси им во кожа. Секое утро од Паца би се скриле, ах, само да можат. И кој знае до кога сеќе беше така ако нашата Паца не ја снајде мака. Вчера крај потокот децата си игра, во жагор и во весела смеја. Еј, види, лична патка! Некој од нив рече. За новата шапка да си скинам перце? А кутрата Паца почна да ги моли. Не тргајте, многу ме боли. Се ноќ Паца плаче. Во жалост е сета. Ќе погледне во опашот и срцето ја стега. Утрото таа на потокот појде, да измие раце и собере сила. И тогаш Паца за стореното се сети. Простете ми, немав да веќе да ве кинам. Ни солзи таа на цвеќињата им вети. А милите тие не сакаа никој нив да ги моли. Заборавија што беше до вчера, заборавија на нивните главчиња голи. И рекоа, од денес другарчиња сме ти ние. Ох, каков чудесен мир! Сега кај поточето се шири, цвеќиња, птици и штурче што свири. Ова е дечиња приказната за патката Паца. Сега за домашно ќе ја раскажете на мама и на тато и ќе им ги кажете добрите и лошите страни на патката Паца. До гледање, до следно видување.